изменуваат веќе 2 месеца од војната во Палестина. Низ медиумите може да се прочита дека станува збор за актуелна војна, за актуелна ситуација која што ја разбранува јавноста, но јас би кажала дека ова е една безвременска тема затоа што овој конфликт трае повеќе од 70 години. Денес во гласни идеи на овие теми, односно на минатото, сегашноста и перспективите, ќе разговараме со другарите Здравко Савески и Руфа Тешари. Здраво другари, добро дојдовте во гласни идеи повторно. Здраво, благодарам за поканата. Исто така ќе зборуваме и за нашата улога, дали како држава, дали како граѓани ние можеме да направиме нешто во однос на спречување на овој конфликт или дали можеме да направиме нешто повеќе од само тоа да се солидаризираме со палестинскиот народ. Сега за да дадеме историски контекст, нели, прво Руфат би те прашала тебе кога датира овој проблем и како се рефлектира на денешницата? Наивно и игнорантно би било да се мисли и да се верува слепо дека некои историски настани воопшто се случуваат без никаква причина, без никаков повод или бекграунд. Како што спомна и на стартот, палестинското прашање не е неколкумесечен проблем, туку веќе долговековен. Зад истиот стојат низа крвопролевања, побуни, војни. И за жал тоа денес што го сведочиме е само континуитет на што туку наведеното. Така што особено ми иритира кога некој, најпросто кажано, хаусторот во зградата каде што живее едва и го преминува, се дрзнува да се стави во позиција да го релативизира моралот и да се става во таква позиција да јустифицира геноцид некаде на илјадници километри далеку, во овој случај во Газа. Сметам дека не е доблесно воопшто ние од комфорот на нашите топли домови да коментираме особено негативно, додека некому не само што му се буквално кршат правата, туку буквално им се кршат и екстремитетите, изложени се на врнежи од проектили, на секаков тип, на секаква форма на тортура. Сега сакам да те прашам нешто за палестинскиот отпор кој што се разликува во 20-тиот век и денес. Каде се состои разликата? Плюс ако се сеќаваме порано имаше обединели за мировно решавање на овој проблем, да речем, во движењето на Јасер Арафат и останатото движење, може нешто за тоа повеќе да ни кажеш? Да, пред да преминам на тоа, само накратко ќе се обидам да концизно и прецизно да одговорам на прашањето. Државотворниот конфликт, иако се работи во арапскиот свет помеѓу арапите и евреите за илјадници години, да кажеме етничко национално нетрпение, но државотворниот конфликт мислам дека би можел да се лоцира околу финишот на 19-тиот век. Поточно познато е дека британците водат паралелни преговори со арапите и со евреите. И всушност што се случува базично, британското робство, односно османлиското робство им се субституира со британски протекторати, со британско империалистичко робство. И така што тој реваншизам, некое нетрпение, чувство сенс на незадоволство кај арапскиот свет, во арапскиот свет особено кај палестинските арапи, тлеел и подоцна се манифестирал како што се манифестирал низ текот на историјата и особено се рефлектира и денес, затоа што сметам дека природно е на територија во тој даден контекст, во таа дадена временска рамка, каде што популацијата, што ја сочинувало во Палестина, 90% од арапското население, без при тоа да се дава контекст на муслимани и христијани, а биле муслимани и христијани, сочинувало над 90% да се заговара од сосема четврта страна, да се формира чисто еврејска држава со таков презнак, но како и тогаш Палестина всушност била еден вид на база, пристаниште за британците и сега во последниве стотина години речиси на американците за остварување
на своите империалистички интереси за контролирање и менаџирање на ресурсите во тој регион. Да. Добро, Здравко, сега на 7 октомври нели беше нападот од страна на Хамас и после тоа се каже дека ова што Израел сега го прави е одговор на тоа, односно на некој начин вид на самоодбрана. Дали станува збор за израелската држава како демократска држава, дали таа практикува сега самоодбрана или чисто ја користи ова прилика за етничко чистење? Да, секогаш центрите на моќ го лоцираат почетокот на некој спор на онаа точка која нив најмногу ќе им одговара во наративот. И сега во конкретната ситуација испаѓа дека војната почнала на 7 октомври. Но војната е почната од 48 година и не е решена до ден денес. И не може така едноставно да се избере точката кај што ние ќе бидеме нападнати и се она што ние ќе го правиме после тоа таа точка да се оправдува со тоа што ќе се каже дека ние на таа точка сме биле нападнати. Значи, цела оваа година, без да биде ова почетокот на ескалацијата на 7 октомври, Израел имаше убиено повеќе деца отколку било која година во 21 век. Така што зборуваме за ескалација на насилството од страна на израелскиот режим уште пред да почне ескалацијата на самата војна на 7 октомври. Кога зборуваме често во одбрана на своето насилство, Израел го користи аргументот дека го користи правото на самоодбрана и на површно ниво многу јасен е аргументот и разбрилив, секој има право на самоодбрана. Но тој аргумент може да биде злоупотребен од секого, вклучително и од еден насилник, бидејќи ако биде некој насилник нападнат и тој возвраќа на нападот, предизвикан од неговото насилство, тој може да каже јас ништо не правам, само се бранам. И секој исто така окупатор, например, ете, во македонски контекст за време на окупацијата за Втората светска војна, и бугарскиот, и албанскиот, и италијанскиот, и германскиот окупатор може да кажат дека се бранат, го користат своето право на самоодбрана во однос на партизаните. Така што тој аргумент често се сведува на баналност и на беззначајност. Или дали само Израел има право на самоодбрана? Што правиме со правото на самоодбрана на палестинците? Така што и едниот народ и другиот народ имат право на самоодбрана, не само едниот, и имаат подеднакво право на самоодбрана. Тоа веќе го менува контекстот на аргументите. И втора работа, не е и никако не може да се смета за право на самоодбрана кога некој убива деца. Како тоа дете ќе го нападнел тој вооружен човек зад моќната воена машина. Така што секогаш кога се користи аргументот на возвраќање на претходен напад, мора да биде тоа пропорционално. Израел отиде далеку преку сите граници на пропорционалноста во оваа најнова ескалација, при тоа извршувајќи воени злосторства. Што се однесува до тоа дека Израел бил демократија, дури имаше една изјава во одбрана на Израел во дадениот контекст на нивно вршење масовни воено злосторства од страна на германскиот канцелар Олаф Шолц, кај што тој кажа ние сме на страната на Израел бидејќи Израел е демократија. Ако она што Израел го прави е демократија, тогаш ние не знаеме што е демократија. Како е возможно на една демократија онака бестијално, нечовечно да се однесува? Да, и сега сакав да те допрашам тука. Многу јасно станува и односот на меѓународната заедница и меѓународното право, кое што не важи за Израел. Нели ова да го правеше некоја друга земја, некоја послаба
земја што не може нели ова да го прави, но каков ќе беше односот на меѓународната заедница и тие сите светски лидери што сега се на страната на Израел? Точно, голем проблем тука во однос на овој конфликт е тоа што Израел има неказниво право да врши воени злосторство. И тоа особено боди очи во контекст на случувањата во украинската војна и врз основа на тоа што рускиот председател Путин беше обвинет од меѓународниот кривичен суд заради трансфер на деца од воените подрачја. Без да навлегувам во тоа дали е оправдано или не кривичната постапка против Путин, премногу противречно е кога вие обвинувате некого за трансфер на деца од воени подрачја и тоа го сметате за меѓународно кривично дело, а при тоа масовно убиство на деца, 5000 и повеќе деца се убиени веќе, во врска со тоа не се реагира. Или, например, во украинската војна западните сили застанаа зад жртвата на окупацијата, на агресијата, а тука и дадоа оружје, а тука не само што не и даваат оружје на жртвата на агресијата, туку и даваат оружје на агресорот. И сега сето таа противречност испаѓа доста јасно на површина. Особено ако имаме предвид дека без разлика колку тие ја представуваат ситуацијата во Израел као демократија, таа е режим на апартхеид. И има истите карактеристики со Јужна Африка за време на апартхеидот. И Јужна Африка во однос на белечкото население имаше каква таква демократија. И Израел во однос на еврејското население има каква таква демократија. И имат измислено еден поим кој не е многу сјаен, се вика Херенфолк демократија, тоест демократија за вишата раса. И тоа можеше да се употреби во случајот на Јужна Африка и во случајот денес во Израел, но тоа не ги прави ниту Јужна Африка за време на апартхеидот, ниту денес Израел не апартхејска држава. Ако во Израел моментално да убиете палестинец, може да не завршите во затвор, а за фрлање на камен на израелски војник, дури и малолетни деца може да завршат во закон, се гледа очигледно двојниот стандард. Ако има патишта наменети само за еврејските доселеници и само за палестинците, тоа се гледа сегрегацијата, се гледа апартхеидот. Така што, како што Јужна Африка беше идентификувана како режим на апартхеид, мора тоа да го направиме во врска со Израел и онака како што светската цивилизирана јавност, цивилизираниот свет работеше против режимот на апартхеид во Јужна Африка, треба исто така да работи против режимот на апартхеид во Израел и Палестина. И сега, што е исто проблематично, според мене, е тоа што и во Израел, моментално и во Палестина, Рувче, луѓето се повеќе под јаремот на радикалната десница, отколку да барат, да речеме, некој заеднички излез, туку целосно се раздвоени. На што се должи според тебе тоа? Моје лично видување, сега само накратко би кажал дека сметам дека нападите на Хамас не беа случајни, мислам дека беа и тоа како очекувани, не би навлегувал сега во тоа, би го елаборирал тоа подоцна, само би се надоврзал, како што спомна и Здравко, тој реципроцитет и таа центрифуга медиумска што се врши, луѓето кои, да кажеме, ајде се аполитични, што најмногу штетат на целата ситуација за толкувањето, дека некои луѓе кои се буквално изолирани со ѕидови, со жици и кои се наоружени малтене со камења, се закана за една нуклеарна сила. Мислам дека Израел поседува околу 90 на 100, да кажеме, нуклеарни глави, која е со оклопни возила и така натаму.
Нападот на Хамас изгледаше премногу софистицирано, што може би алудира на тоа дека може би Иран им асистирал. Што се однесува до околните арапски земји, сметам дека тие не играат на таа карта фаворизирање по арапска линија, затоа што ќе се надоврзам на претходното што го спомнав околу проблемите на палестинскиот корените на палестинскиот проблем, околу независноста, околу државотворноста и самите арапски држави во почетните стадиуми кога ја добиле таа некоја форма на независност, привидна каква и таква да била, во реалистички формат, секако британски протекторати, некои се обидоа да застранат од тој наметнат курс, алудирам на, да кажеме, Садам Хусейн, на Муамер Гадафи, кои се обидоа на некој начин да наштетат на тие империалистички апетити на Западот, така што не паметам на кој извор се повикувам моментално, но наводно постоеле некои преговори за воспоставување на некои подлабоки дипломатски релации конкретно со Саудиска Арабија или некој од арапските земји помеѓу Израел и арапскиот свет, со што би му дало аналогно право на Израел уште повеќе да го поткопа палестинското прашање. А палестинскиот отпор кој го води сега? Кога ќе се спомене палестинскиот отпор, првата асоциација на која што доаѓа би бил Јасер Арафат, палестинската ослободителна организација. Не би навлегувал во нотирање на сите фракции кои произлегоа под тој чадор, и порано и од подоцна би го оставил како тригер за оние кои што ги интересира повеќе да истражуваат околу тоа. Само би ставил акцент на ПФЛП, на Народниот фронт за ослободување на Палестина. Ми е типичен затоа што се водел по сите тие, да кажеме, Че Гевара нишани начела, вангардистички стил на борба и биле инволвирани во многобројни конфликти што се случувале и во Либан, и во Египет, така. И теоретски марксисти, мислам. И теоретски марксисти, и тоа е базичната некоја примарна дистинкција, разлика што би ја направил помеѓу движењето, односно отпорот тогаш и денес, бидејќи временската рамка тогаш била таква, како една ланчена реакција, како еден домино ефект, бидејќи во ЕК биле тие народно ослободителни движења, форматот бил тој. А сега се остана на религискиот фундаментализам во двете земји. Тогаш било инволвирано и христијанското и муслиманското население, тие презнаци некако биле анулирани и се давало повеќе идеолошки предзнак на движењата. Секако произлегле од тие движења подоцна. Тоа малку сметам дека во доволна мера и го ослаби отпорот со тоа што произлегли некои други, унитарноста се раситнила. Но, како што спомна, и ти сега се дава повеќе исламска конотација на отпорот. И јас би спомнал тука во врска со појавата и доминацијата во палестинскиот отпор на исламистичките сили во овој момент. Тука голема улога има развојот и дегенерацијата на палестинската ослободителна организација, која моментално раководи со западниот брег и кој од страна на самите палестинци кои живеат таму и пошироко е идентификувано као крајно корумпирана, прво, и второ као подизведувач на израелскиот господар. Значи, таа има прифатено, нејзе и е назначена улога на нешто као локална самоуправа
и тие дури во име на Израел гонат палестинци кои се спротивставуваат на окупацијата. И сега кога имаме ситуација каде што дегенерирале секуларните сили, тогаш јасно е дека си имаат отворено простор за исламистичките сили. Но кога зборуваме за исламистичките сили, треба да имаме исто така многу јасно во предвид дека во контекст на соседна Сирија, западните империалистички сили немаја никаков проблем да соработуваат со радикално исламски фундаменталистички сили против власта на Асад и, например, од типот на Ал-Каеда во Сирија, на Левантот, кој заради пиар причини беше реименувана во Ал-Нусра. Така што и сега имате, не ви било проблем да соработувате со радикално фундаменталистички сили, и тоа било сосема во ред за вас, а одеднаш проблем станува Хамас и станува терористичка организација, бидејќи и која е разликата тука? Имате одеднаш добри исламисти и лоши исламисти. Добрите исламисти се на ваша страна, а лошите исламисти се против вас. И испаѓа дека тоа е разликата, као што во Украина, во контекст на Украина може да имате добри фашисти и лоши фашисти. Добри се фашистите ако ви служат за вашите интереси, и тука кај исламистите може и истата ситуација да има. Така што контекстот, разговорот за радикалната десница, за исламистите во Палестина, во контекст на ситуацијата што се случувало во Сирија и поддршката на тие исламисти, а не е ни прв случај како сега во време на афганистанската, советската интервенција во Афганистан, исто така поддржуваја религиозни фундаменталисти, така што тој контекст кажува дека не е тука ништо принципиелно, туку едноставно битни се интересите кои што ги имат во моментот. И второ, што се однесува до Израел, во моментот Израел ја има најдесничарската влада во својата историја и едноставно она што беше шок за целиот цивилизиран свет на она насилство кое беше отпуштено од рацете, беше едноставно резултат на тоа што Израел има најдесничарска влада во светот. Радикална десница. Како дојде до таа ситуација кај што, например, Нетањаху дури може да се смета за умерен, бидејќи има и поекстремистички елементи во неговата власт. Како дојде израелското општество толку да подесничари? Еден од аргументите е дека не може едно општество да врши насилство, толкав степен на насилство, толку долготрајно врз друго население што е тука, бидејќи да не заборавиме 20% од населението на Израел, не на окупираните палестински територии, во Израел се палестинци. И не може, значи, едно општество да издржи толку долготрајно ниво на насилство и радикално насилство без да се брутализира и себе си. Така што и затоа аргументот за соборување на апартхеидот во Израел не значи само ослободување на палестинците, туку значи и ослободување на самите израелци. Да. Така што кога се кажува дека имало екстремисти на палестинска страна, да, има. Но има и екстремисти и на израелска страна. И исто како што е екстремистички ставот дека од реките до морињата ќе била Палестина, исто така е екстремистички став дека од реките до морето ќе биде Израел. Така што мора да лоцираме кога зборуваме за екстремисти на палестинска страна дека
самата израелска влада незината официјална политика е екстремистичка. Да. Сега како во вакви околности, како би се решил овај проблем? Дали постојат изгледи за мирно решавање на проблемот? И кој треба да го реши проблемот? Она што прв пат, јас би рекол по 30 години, после Осло, 94 година, конечно има простор за да се придвижат работите, има надеж дека ќе тргнат работите од нултата позиција. Надежта ја создаде тоа едноставно шокот на сите нас од нивото на насилство што го врши моментално Израел. Тоа предизвика големи протести ширум светот, тоа особено предизвика протести во Соединетите држави, кај што толкава поддршка за палестинците не било никогаш видено од формирањето на државата Израел. И тоа е еден нов момент кој врши притисок врз американската влада, а американската влада е клучна во оваа ситуација и е многу виновна, бидејќи таа му го штити грбот на Израел да врши насилство на палестинските територии. Не само што му го штити, му го тапша рамото плюс. Точно. И сега, но тоа може да предизвика таа дискрепанца во однос на јавното мислење, што ја има на ставот на американската влада, може да ги чини следните избори и бидејќи ова е простата математика која тие ја прават, не некои хумани цели и слично, едноставно може да дојде ситуација кај што ќе мора да ја притиснат израелската страна да попушти. И тука е тоа отворање. Ако има поголемо отворање, можно е да не само да заврши ова насилство кое се врши во овој момент, да биде спречен геноцидот на цел еден народ, кој исто така е во главите на израелските екстремисти, туку е можно да дојде поместување кое ќе доведи конечно до она што е цел, а тоа е мирна територијата на Израел и Палестина преку формирање на две држави, па дури и формирање на една држава кај што двата народи ќе живеат заеднички и без доминација на едниот над другиот. Да. Руфат, ти што мислиш, ова Здравко што го зборува, зарем е возможно да се формат две држави или една држава? Дали во скоро време мир би имало на тој простор? Да, мене ми звучи доволно охрабрувачки, мотивирачки всушност, бидејќи јас може би имам малку позастарени сваќања и видувања на нештата. И ми беше мило што го слушнав ова, затоа што јас имам впечаток на кој дојам дека по договорите во Осло некако како Палестина да е ставена во уште понезавидна состојба, ситуација и од порано и особено 30 години подоцна, на прак на губење на ерадикација, бришење на оние мали енклави што остана, бидејќи и самиот Арафат тогаш на преговарачката маса бил во незавидна ситуација, нели таа транзиција на падањето на советскиот блок, па и Заливската војна, некогашниот или дотогашниот најголем сојузник и поддржувач и финансиски во оружје Ирак, Садамовиот Ирак, нели бил на удар на мета на, би кажал, меѓуимпериалистичката заедница. И како што Здравко спомна, имаме цел историјат на некои, како да кажам, оправдувања на поставување на Израел како дежурен полицаец или продолжена рака на Соединетите Американски држави, со тоа што буквално речено дефилираше по улиците на Либан, малтене ја предизвика и граѓанската војна во Либан, ги претвори хотелите во Бејрут во снайперски полигони и така натаму, ракетираше низ
Багдад без некои позначајни консеквенци. И во догледно време се додека постои западната хегемонија, онаква каква што е, не гледам некоја солуција. И само би се надовржал од претходното, би сакал да акцентирам на тоа дека всушност, бидејќи не обвинуваат нас како левичари особено, дека сме адвокати на арапскиот национализам, а уште помалку сме адвокати на исламскиот радикализам и фундаментализам. Всушност, накратко кажано, би го упростил наследно или си со опресорот или на страна на опресираните, бидејќи тие буквално го прецепираат гранатираното население таму како хумани животни, а ние ги гледаме како луѓе. И апсолутно е добар можеби предвестник, како што спомна и Здравко, тоа што американската пропаганда или западната пропаганда за прв пат можеби не поминува и во популарната култура и кај дури тинејџерите во Соединетите американски држави, што ме радува. Да, и да поентирам за крај, значи бруталноста на израелскиот режим беше толку голема овој пат, што го ја разбуди човечноста ширум светот и луѓе кои дури не излегуваат на протести за сопствени права, излегоа масовно за правата на палестинците, основните права на живот. И таа масовност создаде таков голем притисок на центрите на моќ, што нивниот маневарски простор да се однесуваат типично во овој случај е драстично намалена. И таа е шансата која отвора можности во овој случај, можности кои да се надеваме дека ќе доведат до трајно и правично решение на тој простор на Израел и Палестина. Значи сметаш дека светската солидарност бил механизам за народите секогаш се посилни од државите и од владите, кога ќе ја искористат својата моќ, а во дадената ситуација народите ја користат својата моќ. Да, само јас сум малку скептична бидејќи нели цела историја на човештвото, како што викаме, нели, историја на класните борби. Се овој проблем со Палестина, пример, е повеќе годишен, но во останатите земји во Азија, во Африка исто така, разни конфликти постојат постојано. И се прашањето е дали во вака поставениот систем, економски систем, што се базира на угнетување, може да се спаси некој народ од угнетување. Прашање за размислување. Да, дефинитивно. Прашањето е, значи, центрите на моќ, се центри на моќ, бидејќи располагаат со моќ. Тие во овој систем, таа моќ им ја дава економската моќ, тоа што го имаат присвоено општественото богатство, и со тоа општествено богатство купуваат политичари, не само во Македонија, туку во сите земји. Значи, се центри на моќ. Она што ние не го сваќаме и намерно ние убиваат вербата, е дека и ние сме центар на моќ во потенција. Кога тој центар на моќ ќе се разбуди, тогаш има способности да ја менува ситуацијата. Пропаганда на системот е дека не постои алтернатива. Кога ние ќе поверуваме дека постои алтернатива, тогаш многу работи кои ни се чинеле невозможни, кога ја имаме алтернативата како во ова предвид, може да станат доста реални. Да, абсолютно. Дали сакаш да додадеш нешто? Сакав уште накратко да додадам, се будат одредени прашалници. Нели израелскиот одбранен систем важеше за исклучиво софистицирани, како всушност дојде до оние процепи, нели, пенетрирање на влагање во на израелска територија и сиот оној терор што се представуваше. Дали всушност ова хипотетички самиот се прашувам дали всушност
намерно беше дозволено, чисто да се консолидира израелскиот народ внатре, бидејќи онака власта е нестабилна и е на удар, на критика. И уште повеќе ме загрижува присуството на British Petroleum, италијанска ЕМИ, мислам дека се викаше, и други нафтени концесионери. И дали тие луѓе кои се равњаат со булдужери, со сите тие згради и урнатини, се всушност бариера за профит. Дали, бидејќи се соочуваме евидентно со криза за нафтени ресурси, а познато е дека појасот Газа, Западниот брег лежат на можеби не толку големи нафтени ресурси и резерви, но сепак и тоа ме запрашува. Добро, јасно, значи сакаат да воспостават хегемонија и тоа. Добро, другари, ви благодарам за разговорот. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.